Сведокот на специјалното обвинителство Ѓорги Лазаревски не ја кажува вистината, а ниту одбраната, ниту обвинетиот Сашо Мијалков не се стручни во областа на информатиката за да подготват за него квалитетни прашања, рече адвокатот Љупчо Шврговски, кој од судечкиот совет во предметот Таргет тврдина денеска побара одлагање на рочиштето. Ние сметавме дека одбраната во овој момент, со оглед на тоа дека нема наобразба од тој тип, не може да поставува стручни прашања кои што ги искажа сведокот. Затоа побаравме да се одложи денешната главна расправа за да може технички советник да ни помогне во формулација на истите. Длабоко сме убедени дека добар дел од она што он го искажа во неговиот исказ не соодветствува со вистината. На ова реагираше специјалното обвинителство кое рече дека барањето е неосновано, затоа што одбраната на Мијалков знаела дека Лазаревски ќе сведочи употребувајќи стручна терминологија и дека сето ова има за цел да се одолговлече постапката. Тоа го подразлути Шврговски кој пред судот кажа дека СЈО ја манипулира јавноста, затоа што, како што рече тој, одбраната никогаш во досегашниот тек на постапката не побарала одложување на некој од рочиштата. Тоа е манипулација како што истекнав со јавноста. Доказите кои што нас, така наречените, ни беа доставени, не се докази. Испитувањето што траеше во СЈО повеќе од 36 часа, повеќе од 2-3 месеци или колку и да било, ни дава за право да бараме одлагање затоа што ние имавме многу краток временски период да се спремиме во овој дел на формулација на стручни прашања од само неколку дена. Доказот е доказ само кога ќе се изведе пред суд. Ние не можевме да знаеме и да претпоставуваме што сведокот ќе каже на главната расправа. Според обвинението, преку 3 системи за следење на комуникациите во УБК во периодот од 2008 до 2015 година, без судски налог незаконски биле следени над 20.000 граѓани. Следното рочиште е закажано за 29 јануари 2019 година.